Ако те прашам сега, ја знаеш ли бројката? Колку илјади луѓе поминале низ твои, намерно ќе кажам, теретани. Да. Некој треба да седне и да менаџира €1.000.000 инвестиција за да постои теретана, за да може За да ја имаш услови да мојот вежбаш. 3 пати неделно текчето да си го направам и после ја да идам да се пукам у гради колку јака 400 сум истрчал. И сега еден куп такви професионални атлети постојат, што немало да бидат тоа. Ти си во моментов генерален менаџер на Палестра, Никола Боглев Герман, затоа добре дојде тука. Ти благодарам на поканата. Чест ми е што сум тука и се надевам дека убаво ќе си поминеме и ќе успееме да споделиме барем 50% од искуствата. Уј, 50 да направиме, добри сме. Обично знаеме тука и Драго ми е во секој случај. со сати да Да. се занесеме, како и секојаш гледачите веќе знаат, ние секојаш површината само ја прочепкуваме и Така. пробуваме малце поише детали. Сакаш хронолошки од најново до најстаро да почнеме или од почетоците па до денес? Па, Од како и се, почетоците? најубаво од почетоците да почнеме, да. Ти си дифовец, што се вика, Так, дипломиран дипломиран на нашиот професор. див, одамна, Да, да не откриваме години. Па добро, некои Ама- 20 на години има. Така, прилично, повеќе. прилично многу искусен уште во зародиш на одредени фитнес движења у нашата држава. Ти си уште од тоа време посветен и решен ништо. Фитнесот, физкултурата ќе биде мојот живот. И ајде почни. Како влагаш и што се случува одма после ДИВ? Па во тоа време кога ние бевме студенти или средношколци, постоја, јас сега би си ги кажал фитнес, не клубчиња, ама баш фитнес клуб. Знаеш, нешто што е некој 150 на 200 квадрата. Може луѓето од моја теретанчиња ги викавме на Теретанчиња, време. да, во тоа време и уште постојат. Ти дури си студираше, сакаше да бидеш тренер, професор, мислам, ти си Реално официјално сакав, да, професор, да, ти да, си тоа си ми по било. струка професор, ама знаеш како е у Македонија, тргаш нешто, ама дипломата значи едно, ама желбите значат друго. Ти си сакаше да си бидеш професор? Си сакав или? да си бидам професор, тоа ми е, не знам, љубов останата од татко ми, пошто и он беше професор во тоа време. Меѓутоа, знаеш, како те води времето, ние во тоа време, ти ги викам клубчиња, во тоа време имаше уште функционира во Дом на Арама едно. И го теретан. знам. Го знам у Дом Нарам. Значи, Тоа е тоа и pumping ден iron. денес, значи, уште тогаш ми текно имаше некој со другари сакавме да го изнајмиме, или не знам што се случи. Не ми текнува баш, али да, ми интересирали уште тогаш фитнес центри. И сега пред дипломирање ми текно имав уште некои 2 испита и баш ми остана кинезитерапија. Кинезитерапија е предмет во кој А си го вежби. имаше како предмет. го имаше како предмет на ДИВ, да. И како те Остана завлече. тој и уште еден не ми текнува кој беше и татко ми и доктор Зоран Димовски, најдобар физијатар, доктор во држава, држа ординација во Александар Пала за физикална терапија. И ја уште 2 месеци Герман вика дојди на пракса, не си губи време и така овие 2 испити кој знае кога, како, не знам што. И почнав баш тоа, ме интересираше вежби за рекавери, Да, масажи, почнав на тоа да се таа кинезитерапија, баш ти кажувам, баш тој испит го спремав баш добро, сакав да го научам во исто време и да работам. Се случи да цело лето работам, а знаеш на руки те оставија сам, сите испотидоа по одмори и Како прв беше пат на ја- македонски руки, бе? Која ти е Гуштер. прва се... Гуштер. Гуштер, да, така да, да. нешто. И ми текнува, може да замислиш на 20 и не знам колку сум имал, млад сум бил на ти цело лето да си во Скопје и да работиш во една ординација, онака. Сите исповртеа у септември, татко ми вика, ајде сега можеш да идеш 10 дена на одмор, му викам, добро, дај ми джепарац. Вика, каков джепарац имаш, плата ми вика. Работиш више. Тогаш веќе, знаеш, она те фаќа машината, викаш, чекај бе, ти почнаш да заработуваш, нешто да правиш. И ми текнува се најбоља пракса си. враќам после, па тоа беше ти кажав и претходно, тој Палас ми е некако војска, знаеш, она турска војска, ама да ја служиш едно
4-5 пати. служење, да се ама отслужи најубава убаво. школа. Најубава школа. Уствари Морам да не кажам. спомнавме дека ова кинезитерапија праксата ја правиш у Палас. Упал. На времето кога Палас имаше немаше како денес што има Палас, имаше само како што имаше Палас тогаш. Не, имаше Збориме тогаш пред 20 фитнес, години. да, имаше фитнес центар. Имаше фитнес центар, у тоа време користеа машини на Cybex, тој е амерички бенд. Сега Ама цела ти Европа. влезе да пракса да правиш Не, кај ја што влегов прават како масажи. физикална терапија и А, масажи. Меѓутоа, собственикот на кој беше пациент, се масираше, беше болен по масажи, се масираше кај татко ми. Еднаш два пати ме проба, дојде на татко и му вика ти си преварант, син ти работи вака, подобро ова она. И ми вика дали сакаш да дојдеш во фитнес центарот на пракса, тоест да те пробаме, да се вработиш како фитнес тренер и Кастата на Палас, да, на ти дури целата си агрупација. праксираш ваму дете, така. ти вика дој Дојди, на тоа што точно? на позиција да се вработам, значи на некој ја уште може ни го немав ни факултетот завршен. И ми И вика ајде фитнес убрзи и спа. фитнес и спада. Масажи, фитнес. И ми текнува ја тоа е кога да те викне некој да потпишеш за Реал Мадрид, знаеш. И идам убава А уште плата, не си дипломиран? Уште не сум дипломиран. Па не да е Ме Реал фати Мадрид. машината и ми текнува дека тие два испита баш ги влечев. И викам дај да преземам нешто, се дипломирав. Ги го забора. Да, и тргна. Сега прво нешто од како видоа се ангажирав, стварно многу се ангажирав во тоа и ми беше кејф. И во тоа време ти кажам имаше Cybex машини квалитетни, се уште ги држат иако Техноджим преовладува сега. И сам знаеш, и ти си, да. Техноджим преовладува и имаше на сала за аеробик, за групни активности, меѓутоа во тоа време сватија дека во тие групни активности, пошто веќе почнаа од како влегов таму, собствениците го гледаат тоа како бизнис. Претходно им било дел од хотел, 5 звезди мора да имаш само на джакузи. Сега викаат чекај, ние може да правиме пари. Бизнис линија посебна да биде. Да. И дојде синот на собственикот, исто и он е болен по фитнес и по спа и ме вика Герман, најдов некој Техноджим машини, не знам како пропаднала сделката, ми вика што мислиш да рушиме сала и да се прошируваме, да правиме уште, значи да ја шириме. Викам, Драган, да имам пари, јас ке ти дам. Викам да инвестираме за 2 секунди, значи. Отиде, купивме, срушивме, направивме го, проширивме центарот и ти викам, тргна машината. Чекај, извини маце, ти си студент, кажи, што се вика? Па тогаш веќе мислам дека дипломирав. Океј, ама дете? Па И дете на На 22. база на што и на какво искуство таква доверба ти искразува резултати. Резултати. Видоа лојални членови, видоа услуга, видоа резултати. Ти откако настапуваш како некој, како рековме преска, all round, немало менаџер, ти си бил, како си ка, Види, човек за све. сакам да бидам не е дека тогаш сум имали екипа. Меѓутоа ти кажувам, бевме Special Forces. Бевме, например, Да, четворица, петорица на толкав и тој центар е некој си 700 квадрата. Ама збориме, не си тренер, туку се што се случува во позадина за центаров да работи уопште, значи не знам, логистики, административни, guest relation, да бараш клиенти, зашто се откажал, да му дадеш понуда. предплати, сето тоа што ние веќе сме научени да си го прифаќаме кога Даведа, најнормално некој треба да го смисли. Значи ти Палас го немале тоа, па настапуваш ти и правиш некаква така по фитнес. Па да, со доверба од да. Значи Па да, усреди ти јарно кажа, они си мислеле тоа да било како... Можеш да замислиш ако ја знаеш онаа палета на Pure Strength програмава на Техноджим. Само што искочи тогаш. Тоа се оние со голи тежини, олимписките делови. Да. Во палестра, во левиот дел. Да бе, како на зглобови што се движат. Значи кај што нема сајла, тоа е Pure Strength програма. Да. Може да замислиш у тоа време ја купивме таа Pure Strength програма и машините за стречинг. Предна и задна ложа, тие што се позади. Во тоа време ги имаше тоа Палас. Значи Палас ги имало, тоа ти кажувам пред... Тоа се стари машини, Океј, значи ти веќе правиш сериозни работи,
резултатите покажани и на база на тоа газдава доаѓа и вика, односно, мислам, го слуша твојот совет. И вие го Така. правите тоа и што се дешава? После тоа се дешава да машината не треба да застане и имаше простор во кој беше планирана коглана. Многу блиску до фитнес центарот. И правиме проект за спа центар. Ама ти кажам, сериозен спа центар. Се градеше година дена. Во исто време ние фитнес центарот него затворивме, него функциониравме. Може да замислиш под према Борис Трајковски арената, Така, значи да, одоле. избушивме дупка за да се буши плоча и да се направи 25 метарски базен. А година дена се прекрасен. Се уште еден од најубавите спа центри. Иако не сум таму, ќе кажам, го направивме, тоаш добив и тоа, како да ти кажам, официјално, еве ти го и работи го. Сакам да постигнеме, па ќе видиме што ќе правиме понатаму. И тогаш имавме и фитнес и спа. Можам да ти кажам дека во тоа време, значи 2013-та, 12-та, па сме продавале месечни карти со фитнес и спа по цена од 10.000 денара. Денес е тоа многу. Тоа е денес многу. Денес да. е многу. Редовни членови. Редовни членови, види се. Такви што плаќале фул пакет, биле 50-тина. Али знаеш како? Во тоа време беше само тој таков центар и целиот крем на Скопје Да. нема кај да дојде. Сега, да ме прашаш по 10 години, се имаш конкуренција страшна. Друго е. Сега е... Би рекол, тоа ти е така еден случајно животот ти поделил менаџерска улога. Да си онака генерален менаџер на веќе сериозен објекти, бизнис, линија што се вика за тоа да го Да. Види, Тоа би било во како тоа време почетоците. прифаќав секакви предизвици, да ти кажам наискрено, ми се свијаше, уште бев млад и ми се свијаше тој хотелски бизнис. Не е дека некојаш фитнес центарот, знаеш, доаѓа во тој хотел многу вип гости, се дешаваше да се затвори. Пример, да се доаѓа- затвори спа делот. па да, види, да го остават да работи не со надворишни клиенти, него ти вика 2 дена А да го затвараме. затворат за надвор, За надвор и VIP. хотелот се деси да доаѓа позната пејачка, имаше концерт многу позната, закупува 2 спрата, а другите 3 спрата од хотелот ги закупува англиска репрезентација у време на Бекам. И сега не можеш да дадеш да луѓе влегуваат затоа што е се затворено. И сега ти во тие 4, 5, 6 дена ти мора нешто да работиш во хотелот. Ако ти се верува, на пример, ми текнува кога беше она, и кога беа овие, у фитнес ретко кој доаѓа, на пример, кога доаѓа пред надпревар фудбалска екипа, кој се симна у фитнес, никој. Евентуално некој повреден кој нема да игра. Аха. И фитнесот е празен, и мора да си најдеш обврска. Се качив горе на бар, добив обука за некои 2 сата за подготовка на кафе и си бев едно 2-3 дена шанкер, например. Нема врска, ама многу ми било интересно. Ме разбираш? Сваќам што кажеш, да. Прифаќаш предизвици. Има некојаш, кој ќе да фати таа машина, ќе да фати некоја не, како да ти кажам, веќе е механички работиш, ти треба нешто рефреш, нешто да направи. Да Се смениш дешава- малку, се за дешава да варијација. се јавам горе да им кажам дали може да сменам смена, 7 дена ќе работиш белбој, портир. Сакам да сум надвор, пошто Значи а, ти тоа не беше- си стрикно само, ти си под капата на Палас, Да. Александар Палас е И ќе сум хотелиерство. поварал, и тоа ќе е сум тоа. ми било интересно само. Сега сето тоа па, знаеш како? Сето тоа па ти даа убаво искуство да понатаму сега хотелите функционираат на менаџмент тимови. Значи понатаму во хотелите кога сум бил менаџер за фитнес и спа, имаш менаџер за селс, менаџер за food and beverage и поделено. сега кога ти имаш искуство и во другите бранши можеш да им помогнеш и на нив. Јас. Сваќаш? Плюс Убаво е и се. да ти текнуваат можни соработки, чека ова ќе го искомбинираме со ова, со... Тоа беше, ќе ти кажам понатаму, во парк беше, баш бевме добра екипа од менаџмент и едно 6-7 После Палас е парк. Не. После Палас веќе го... Чекај, за да ја комплетираме Ајде, да. причата со Палас. Да. Колку трае сега веќе? Па- Колку години си тераш како менаџер на тој дел? Како менаџер некој си
3, 4, 5 не ми текнува, од вкупно 10. Тоа се случува за да прекине таму соработката и да дојде наредното поглавје у Во кариерата. тоа време ако ти текна на Мирко Петровски, Кој? Мирко Про, сега го држи во Капиштец, А не, Мирко не Петров. мислев дека Мора да го познаш. Во тоа време он беше такмичар. Сега билдер, не сакам да го Бодибилдинг? користам. Да, бодибилдинг, во тоа А, време така ми е познато Мирко од бодибилдерство. И добре, Мирко што тој? Project Fit моментално го држи во Капиштец. Во Да, тоа време беше единствен персонален тренер во Александар Палас и преку него добивме понуда да двајцата одиме и направиме огромен центар кој стварно не можев да го пропуштам. Он беше линкот и човекот ми бил у тоа време идол, да кажам постар онака како ментор. Мирко. Ментор, да. Сега не во оперативниот дел јас си го работев, меѓутоа во делот на фитнес и во стварно имаше. За кој центар е ова сега? Тоа е во Палас. Тогаш бевме заедно. Мислам бевме заедно. Он беше како надворешен тренер, меѓутоа Не, со Мирко да направите Мирко да- што? тоа беше Синерџи. А, Значи тоа ја добивме понудата да се префрлиме во Синерџи. Се во тоа чекај, време извини малце, ти викаш, малце, многу ми е интересен моментот кога некој на вас ви пристапил. Значи, некој, линкот беше преку него, да. значи, он познава луѓе, Така. што спремни да инвестираат у нешто уште појако и гледаат кај да правиме, што да правиме, кој знае ова. Е, па ја го знам Мирко, Мирко те знае тебе, Да. друг нема, искусен на тоа ниво, не теретанчиња у мало, Така. збориме центри да се менаџираат. И така уствари спонтано е тоа, не е ни активно од твоја страна, ти твоето дело. Не, а мојот дел си го Ти си гледав, си он активен. веруваше во мене, во оперативата и ти викам, Како? ми вика Герман, идеме вака и вака, чекај, вика имам проект. И ми кажа од 2100 квадрата, паркинг, стакло, не е подрум. Вау, викам, Како чекај. се усеќаш у тој момент? И Ти доаѓаат инвеститори, кој знае милионски суми, ништо И ти не ми викаат, покажа друже, само на. дел. Бизнис планот за таму го правеше он. Мирко? Да, и кога ми покажа, викам, човек, идеме бе, како не идеме, демек. Меѓутоа, за жал, само што почнавме, Мирко недоразбирања со нив, не знам како, што ќе правиме, како ќе Нив правиме. инвеститори. Со инвеститорите, да. Аха. И останува се на мене. А он си Уште- оди од договорот. Уште поголем и си отвара собствен бизнис. Project Fit, кој уште денес ти го зборам. Си го работи сам. И Ти остануваш со инвеститори. Синерџи не ни беше отворен, уште не беа, не знам ни машините дали беа стигнати, уште се работеше потли, што огромен си бил, валја. Може да замислиш сум тоа бил ти го синерџи. даваат бетон, И таму ништо исто нема. има и спа и сауна. И прифаќаш предизвик, одеднаш ти се појавуваат, ти кажам, стигнуваат, не знам, машини, у вредност од се видел како, што две сали за групни активности, правиш проект, таму малце би рекол со спато го промашивме, ни мало, ни големо. Меѓутоа добиваш баш онака сериозен бар да направиш, сериозна екипа да направиш. Е, тоа ќе те прашав наредно. Кога настапува работа на ваков проект, кој е одговорен за барање вработени? И јас. И ти тоа го... Да, HR, значи човековите ресурси се па тоа се види. И денески ти кажам што и да правиш, колку и да сум добар, ако Екипата. немаш добра екипа, Управо Џабе си. ти. Затоа е најубаво ти да си одговорен, а не некој друг. и Тоа е добро Ако од немаш- страна на инвеститорот, што ти остава така, а не ти наметнуваат, слушај, на ти, ама ние наши луѓе не би прифатил такво нешто. не ни прифаќаш така. Не би прифатил. Еднаш, два пати имам такво искуство, меѓутоа и инвеститорите, тоест тој што ги дава парите сваќа дека тоа е грешка. А друго што ме интересира кога се прават такви соработки, каков тип на бизнис соработка и однос имаш ти со инвеститорот од аспект на тоа е како менаџерски дил од стилу еве ти годишно волкав хонорар и треба да исполниш тоа или Добро.
ти ќе си вработен и ќе си добиваш платичка. У смисла, кој е твојот удел и за приход е неубав збор, ама што ти Те разбирам, добиваш те разбирам. за Како што и возврат, ти реков, ако тоа е- ги покажеш резултатите. тоа е како да си генерален менаџер на фудбалски клуб, еве ќе го ставам во. Значи правите план, бизнис план. Имаш Добро. таргет. И ти кажува треба да постигнеш ова под овие услови, под вакви што ти Инвеститорот ти треба, века за година дена толку пари. Треба да вадиме, треба да извадиме толку имам инвестирано, вака така, тоа се страшни бројки, страшни Јасно. ексели и ти дава таргет. Во кој на крајот од годината или на квартал или како и да е си имаш и бонус од тоа, имаш основна плата, имаш бонус, имаш Значи имаш баш таргет, онака, тоа е бонус за перформанс, ти може и ако нема да го надминеш. постигнеш, може и нема да го постигнеш, тоест да поминеш над бројките од ова, меѓутоа ако он е задоволен, ти пак сам да ти кажам, не е тоа дил во кој јас влегувам во инвестиција или баш генерален менаџер. Имаш договор на толку и толку. Леле, не знаеш колку ти фала што ми го објасни ова, одамна ми е... Тој договор може у секое време да се прекине. Гледаш дека 4 утакмици поред ги губиме. 4 месеци Башко со 4 месеци поред, јас правам погрешна прва Герман. постава, погрешно све и Значи, Герман, тоа е под знак па прашање. може и Герман да си каже сам, Че притисоциве епа, не се зебанција. го гледаш и телефонот на silent тема. Те нешто итно, ако има не е проблем не. тука. Океј, Мирко поради X причини не успева да те дружи оваа авантура, ти остануваш сам и го правиш синерџи. Така. Колку години трае таа авантура? Таа авантура трае 1 година. Точно 1 година. Што се случува Па не би сакал да со инвеститорите, нешто со таргети, па и со- дилови? Па да, во тој дел затоа што знаеш тамо што ми се случи. Ми се дадоа одврзани раце, успеав, направив и знаеш како ја па се давам примери со други браш. Тоа е како да ти дадат еден брод скроз празен, ти го наполниш со инвентар, со Ако да супер пример. со инвентар, со како си ка со вработени, со гости, трга бродот на овакво, супер, почна бизнисот и одеднаш се качува некој во кабината и ти вика врти лево, врти десно, иди право, иди. Значи И на не крај баш го одврзани, викаш, не баш слобода. Да, чим знаете, дај, возете го, јасно ми е. да не продолжувам натаму, Јасно ми е. се сватиме. Дека знаеш, ако ми кажеше дека не биле остварени некои си бројки, моето следно прашање ќе беше добро, или бројките биле нереални, или тоа не е вистина, затоа што ја го знам ден на синерџи и го знам од кога се отвори успешно центарче тоа, значи не дека е неуспешна бизнис приказната. Сам да кажам, не си потврлил ти, не си Не, воопшто. утнал нешто таму, Воопшто. не си Ја крадел, не си грешка ништо. која ќе ја направам ќе си ја признам воопшто. Не него а искочи убава понуда во тоа време. Аха, Затоа и се да. значи Види, одиме сега наредниот Сегогаш сегмент. имало понуди, знаеш кога ќе имаш притисок и на крај ќе речеш па дај, си имам друга понуда. Сакам А ти умеѓу време имаш... Јас си имав, знаеш како останав со нив пријателски, немало никакви караници. Јасно. Меѓутоа, како со два збора ти објаснам, не можам да одговарам за туги постапки. Тоа е исто како да ти се Не бе, Арно кажа, дошол друг капетан и ти вика лево десно. Ај вози, а ја треба да одговарам. да, Ако удри не, бродот јасно, кај јасно. не се согласувам со тоа, најубаво да се поздравиме и Океј. Да. Синерџи, генерален менаџер, авантурата трае 1 година. Наредна авантура. наредна авантура влага ланец на амерички хотел во Скопје, Мериот. Тој на площадче. Така, тоа е Мериот е најдобрата хотелска обука и школа според мене и на свет. Значи ти за да почнеш да работиш во Мериот не може да ти кажат дојде Герман, ја тебе те знам, ајде не. Таму има Имаш обука. искуство у Палас, не, ќе те не. оставиме. И таму мора да биде менаџер во првите не знам како беше година или две, мора да биде менаџер веќе кој бил во Мериот. Таму можев да го добиам место само супервизор.
Бев менаџер, Ама меѓутоа на што? само на фитнес. Исто фитнес и спа. Океј. Исто, таму имам Океј. многу убава спа во Мериот. Ја поминав обуката, све интересно, супер. Се пронајдов до негде, меѓутоа таму имаш на 5 спрат фитнесот е некој 100 квадрата, до под него има многу убав спа центар. Исто и таму доста научив и од оператива, и од менаџмент, и од услуга, и од доста работи. Работа на рецепција, тоа стално ми интересува, пошто рецепцијата е многу битна во вакви центри, да знаеш. Рецепцијата е првото нешто. Тоа е Ако влезеш првиот тука, печаток, тука да. кикснеш, ти внатре шварц има Јасно. го. Чабе ти е. Да. Тука ако кикснеш, добивме до добри обуки, све како што треба, меѓутоа замислиме мене во фитнес центар од 90-100 квадрата. премало, а? Премало. Знаеш, си Ама ги ми имаш звучи клиенти, ти Ко да си прифатил баш заради тоа што си знаел дека има добри обуки, како да си отишел таму не, за тоа беше за знаењата, школа, да. па дај сега да искористам на друго место. Така. Значи тоа ти беше премало. И Така. од таму кај отиде? Од таму добив понуда од Парк хотел и спа. И се си добиваш понуд, не идеш Така. ти да бркаш работа. Па, види, Све со фрчат собственикот, телефони. Исто син на собственикот, уште. Затоа ти кажам, се што ќе направиш во животот, Слободно, прави го, повлече си. прави го искрено и како што треба и не знаеш на која врата која ќе. Например, собственикот на Парк хотел бил мој клиент во Палас. Разбираш, и ме као викна на таква- разговор и му кажувам кај сум, што сум, ајде бе, викам, слушај, сега да не го именувам, викам, многу менува. Не, ме фати Инет, вика, ќе дојдеш, ќе видиш, вика, ќе дојдеш. И се договоривме и дојдов. И таму- кога го видов тој дел, мислам, си бил и Парк хотел и спас. Стварно. Бутик теретанче, многу убаво. Мислам, теретанче, центар е и тоа. Значи и таму си генерален Така, таму менаџер. генерален менаџер за фитнес и спа. Имав искуство да работам со тај терапевти уште кога бев во Мериот. Исто и тоа ти е. Ете, искуство е. Еден тај терапевт се случува да влезам во парк и ми носат 5 тај терапевти. Тај Па, као тај- Тајланд. Тајланд, да. Јасно. А тај масажа е најпозната у свет. да, Например, и знаеш, тоа искуство од Мериот еве и тука одма ми се наоѓа. Правиме обуки, правиме. А тај масажата ти викам една од најдобрите во свет. И тука ги водам и спато и фитнесот. Јасно. Меѓутоа мал минус е што исто како и у Мериот, на различен спрат се и ги дели различна рецепција. Јас си го гледам економскиот дел. Тоа значи 2 рецепции, дупло рецепционери. Ме разбираш? А и Како посебни сектори беа. и две места да размислуваш за впечаток. Така, така. И мора да се на исто ниво и двете. Едното да е. Меѓутоа едно многу убаво искуство, таму бев некој си детали. 5-6 години. Имаше убава екипа, се беа Па добра авантура, 5-6 години. млади менаџери, сите мислам успешни во својот дел. И дојдовме за неполна година во една фаза, знаеш како, ти си ми не знам. Ти си менаџер за IT. Јас сум има една програма во хотелите со 5 звезди се вика MOD, Manager on Duty. За да го распределиме времето, имам слободно време. MOD е од како генералниот менаџер, тој што ни е шеф на сите, он попладне треба некојаш да одмара. И ние како менаџери имаш работно време, пример до 5-6, меѓутоа мора да е некој присутен во хотелот. MOD ти е дежурен менаџер. Ти го менуваш генералниот. И ротирате, И предпоставам. ротирате. Да, еден ден сум јас, еден ден сум. И До пак тол- се До нови толку се сфери. кликнавме и направивме таква екипа што например ја дома седам, тоа ме знам дека ми е на работа, дури може и да го исклучам телефона. Тоа ми Тоа решава варба. да, ми решава проблем у фитнес. Се качувај горе, кој е тој? Уживај или ќе ти се ама герман средано. И направивме многу добра екипа. Тоа беше едно стварно убаво искуство. И дали тоа веќе не носи до палестра? Па посем тие 5-6 години, да. Наредно е палестра. Наредно е палестра. Сега Не. палестра не е хотел. Палестра не е хотел, тоа е нешто Пред да слично. преминеме, Добро. извини, на палестра, кажи ми од кај е името палестра? Палестра е на сега дали беше грчки
или на почеток бев многу скептик, го одреди собственикот. Името. Да, Палестра и малце, знаеш, ја уште кога се договоривме на име, не ни размислував и викам, валја јас ќе го одберам. Вика, Герман ќе биде Палестра. И викам, ама зашто Палестра, и не знам дали го разбрав или не го разбрав, ми спомна латински, грчки, кога... Ајде, изгуглај го. Али во секој случај е нешто како борилиште, Палестра, ама ќе ми го даде центарот Палестра. борилиште, арена, во тој стил. Чуден е, Meaning. ете. Palestra definition. Ancient Greece, public place for exercise in wrestling and athletic. Значи борилиштето. Борилиштето. Колку- Многу убаво значење. Да, браво. Али кога го слушнав како Палестра, знаеш, малце бев, вау, чекај, Палестра. Шо е за? Али Добро, у тоа е принцип Палестра, да. окей. Кажи ми како пак изгледа не си барал ти работа, некој ти се јавува. па да, се деси пак понуда. Пак е си Пак е добивам понуда. повик. Со парк беше, ти викам, убава прикасна, немаше ни караници, ни тама работа, меѓутоа свадив дека и со годинки ме малце, знаеш, оној хотелски бизнис е Доста измачуван, доста стресен. да. Искрено, Не е- доста ми не од е хотели, 9 to јас 5. сега не би прифатил ни за... Значи, тоа е, ти живееш таму. Таму нема празник, нема делник, нема... Па не ти преска викаш од 9 до 5, ама после не е од 9 до 5. Не, некако тоа е машина која, значи, се случувало да 3-4 дена ја дома не ода. Значи имаш малце мотивација чисто да смениш индустрија, да не си веќе во хотелиерство. Па, види, го надвладеав тој дел, што Ама би... и нов предизвик сега. Да, па, што би 5-6 години. очекувал? Например, и да добивам понуда во хотел да бидам генерален менаџер, не би ја прифатил. За ни едни пари. Ама кој рече дека мора кариерата 40 години у истата ствар да ти биде цел живот? Зашто да не се менја? Јасно. Така. Океј, си поминал 20 у хотелиерство и добиваш повик. Добивам повеќе... Еден човек, повеќе инвеститори сега малце. Еден човек. Сега дека Еден е, човек, да, дека да. е актуелно Палестра, Еден сега човек. тен детално Еден да човек. навлеземе у За целата моето место, структура. кој што знам, имаше 2-3 кандидати, ама еден човек, да. Имаше преговори. Еден е главниот инвеститор. Да. Тој едни- да го викаме газда. Да го викаме газда. Смееме да кажеме дали е македонец или Македонец. не? Наш. Да, македонец. наша инвестиција домашна. Викаш имало повеќе Не, кандидати. па секогаш има. И што се дешава? Он ви се јавува па прави мобет Не, со сите предпоставувам дека секој од кандидатите, значи секој што е за тоа место си презентира свој бизнис план, си презентира своја проекција, свое и Значи не е тоа класично интервју. Не. Инвеститорот само се Не. шеја им идеја, дојди ти Па стави продади се. ми ја. Види, стави се во Така? негова кожа. Он треба да потроши милион и пол евра кои Машал. како ќе ги вратиме? И фала што ми одговори, има прашање што пари се трошат. Трошат, меѓутоа тие ќе ги вратиме Да за ајде враќање не е за спорно. за одредено време, меѓутоа време во кое кога ќе ги вратиме тие машини кои се сега последна линија на Техноджим и најдобрите во светот, кога ќе ја вратиме таа инвестиција, тие ќе бидат како да ти асоцирам iPhone 8. Треба да Мислиш, ќе направиш треба пак па? инвестиција. Ќе треба па. Сам да ти кажам дека Не е еднократно. така, Не е еднократно. тоа е сериозен бизнис Добро, сериозен и сериозна инвестиција. инвеститор се јавува и ти се ајдеш на разговор и ти на него сега треба да му ја продадеш твојата визија за што ти би Така. направил со тој милион. Така. Добро, Колку- види, не го гледам јас како средство, како колку он инвестирал. Не, ја некој така му ги грубо дал го гратис, кажам, да, не, ја не така. знам. Клучното беше дека не е тоа класично интервју за работа и идеш ти сега и он те испрашува, него е за тоа што е Тоа менеджер. се месец дена бројки. Е така. а, Тоа е тоа што подразбира general менеджер. да, меѓутоа Визијата не е кај инвеститорот, визијата е кај тебе. Така. Може така да се разграничи, он има идеја и желба, ама визијата и реализацијата на визијата е кај генералниот менеджер. така. Колку
од тоа што е денес Палестра е исто или различно од првобитната идеја и визија што ти ја имаше? Дали е скрос реализирано или нешто по пат имаше различно замислено? 99% Да? е реализирано. Како го замисли, така искочи. Во принцип да, имаме уште многу работа. Има некои работи кои не се реализирали, за кои, како да ти кажам, не сме криви ни ние, ни инвеститорот, ни сплет на околности. Сплет на околности. Па не мора се од одма да чека, е полека. Ги тоа, знаеш како? Ти што викаш како и што е, од како почнавме, кога се инвестира толкави пари, има и дедлайн. Значи, кога тоа ќе се, затоа што Дедлайн за кога да се вратат или? Не, кога ќе се вратат, зборев од аспект на кога треба да започнеме, пошто тие машини се купени. Тоа е направено. Да си почне со Да, работа. почне со работа. И сега ти можеби замислуваш, јас сум перфекциониста, размислувам на ретро радиото, размислувам на, знаеш, сакам се да има, не може се да има одма за да отвориме одма. Например, До деталчиња? па, не знам на почетокот дали доаѓаше баш, ми ги отвори очите еден клиент кој, кога го ја отворивме Палестра, уплати и валја отиде на пат негде и се врати после некој си 5-6 месеци, влага и ми вика, вау, што беше пред 5-6 месеци, што е сега? Тоа е исто, знаеш, тоа е како сега, просторијава е таа, нас не требаат микрофонот, компјутерот, така, и светло. Ама тргни се ова, каков ќе ни биде амбиентот? Да. Како ќе биде? Арно, ама овие постери за тебе у тоа време, собственикот ти викал, бе, какви постери отварај побрзо, треба да правиме пари. Ме разбираш? Ау, каков детал. Значи, а сега Он си е мотивиран од тоа, ама Така. ти знаеш дека има ствари што се неопходни колку и да звучат тривијално. Ако го нема постерот, ако го нема тоа детајче, џабе ќе влезе, нема да се врати човекот. И тие ствари се на тебе. се е на тебе. Се имав среќа што околу мене, негови блиски соработници, пријатели ги остави како дел од менаџментот, околу мене имам уште сигурно 3-4 луѓе кои ми помага. Аха. Значи некои работи во кои за кои Добре, се да имаш разбираат, да може делегираш. Да. Да делегираш. Посебно од барот, Кажи ми например, како- барот ни работи многу добро. Дени ќе го поздрав. Дени е задолжен околу барот и значи ми помага. Јас. Тоа е се Да не мора да го мислиш. Јас мислам, ама многу мал дел. Пример, Како ја изгради екипата Палестра? Зборам Екипата- за вака дечките што ги гледам ја таму секој невие. Што се by the way, поздрав до сите. реално на неколку луѓе им мислам луѓе, мои претходни соработници или некој во кој сум гледал потенцијал, а сакале да работат во фитнес, им кажав да пуштат CV, додека беа интервјуата, меѓутоа, колку што ми текнува, се е ново. Значи, сите се луѓе кои се вработиле на интервју. Ама у смисла, ти имаш оглас негде? Оглас. И они пуштаат интервју, мислам, како се Аха. вика CV-а. Јас ги разгледувам и правам некој си лист од 20 во кој доаѓаат сите на интервју. Значи си постоеше Што- оглас негде, Палестра да, вработува. Така, окей. секако. И сега нешто плюс е, ти го знаеш. Нешто што е, плюс, овој на го знам. некој што работеле на друго место, ќе Да ми лобираш, се ќе убаци прашаш, тука, ќе нешто што ти е интересно, ќе одиш, ќе пиеш кафе, ќе прашаш. Дечки, Може би- дечки ве што ги гледам ја у Палестра, уште еднаш поздрав дечки, сите сте врв. Си имаат поминато интервјуа. Да, Јако. сите до еден. Много ме интересно. Сите до тоа. еден, дури и човекот што го моментално Валентин, Столе, сите. Кои се други таму? Столе го знам од претходно. Столе го запознав. Нора, како се каже? Нора Јаневска, да. Стронг, Горан. Горан интервју, Вали интервју. Хе-хе. Нора ја познав од претходно, ми ја препорача од факултет за физичка култура. Колешка ми е, но ми е драго што влезе во екипата, пошто се мислеше долго време исто, само што дипломира влезе Јако. кај нас. Браво, супер екипа. Значи, окей.
покласичен пристап е, значи, билдање во на екипа. Имаш оглас, интервјуираш, имаш одредени стандарди, кликнува енергијата или не. Во принцип, кога менувам клуб, не сакам да лобирам да вработените од стариот клуб ги зимам. Меѓутоа, ако ми се јави, тоест ми побара некој, Герман, сакам да секако добре дојден. Иако се уклапа во тимот, са не. Например, од екипата од Парк ми дојде само Иван. Валјда на Иван ти тек знаеш кој е Иван. Да го видиш на лик, да, на лик ќе Иван за 3-4 месеци стана супервизор. Ја во него гледам потенцијал и кога не би бил, мислам дека многу лесно би ме замерил, ми го знае. Таков сум, не сум себичен, сакам се што ја имам, колку што можам повеќе и они да го знаат. И да, од Парк дојде само Иван. Со мене. Ја изгради супер екипа. Кажа отприлика за што бројки од аспект на пари влагаат, има партнери, имаш луѓе да делегираш, има инвеститори. Моментот со Техноджим. Добро. Тоа е нешто што ти одсекогаш како одма знаеше дека ќе одиш со Техноджим или има некој процес да како селектираш која опрема и зошто ќе ја донесеш у фитнес центар, у палестра. Зошто Техноджим? Зошто Техноджим? Па вака, дури големите ланци на хотели, како што се Мериот, што ти го спомна, во Мериот не смеш да имаш друга опрема, освен Техноджим, Зашто? Или Сайбет. Такви се правилата на хотелот. Не може. Ама добро, тоа е ти како инвеститор добиваш лиценца, да кажам, и градиш Мериот хотел. Велнес делот мора да е или порано беа Cybex и Life Fitness, сега се во еден, или Life Fitness, тоа го има Хилтон. Хилтон е единствениот поголем центар кој има Life Fitness. Значи Life Fitness амерички бренд. Техноджим ти италијански, нормално дека за сервис, за достапност, за све, нормално дека би го одбрал Техноджим. Ама тоа е хотел, ланец на хотели кои што на глобално ниво имаат некакви соработки. Со палестра, зошто Техноджим? Или од искуство знаеш дека... Уствари не, па ти кажа, ако веќе треба... Види собствениците уште пред да почнат преговорите, они веќе разговарале со... Значи, они имаат дел. Има представништво од Техноджим, кој многу добро работи, си видел. Значи, сите можни поголеми, посериозни фитнес центри се со Техноджим. Јас со Техноджим имам... Нема спор за Техноджим. Мислев дека има некој процес. Не. Имам соработка што тоа Синерджи Столе кога го спомнав. Столе го спомна. Столе беше првиот кога го отворивме Синерджи, беше првиот спининг инструктор. Текно има спининг сала, да, Синерджи таму. Уште тогаш дружев. Си влезе Столе таму. Да. Убави моменти бе. Поздрав до Столе. Добро, Техноджим. Има еден дечко што ви доаѓа чат пат во посета. Добро. Од Израел или од Италија, кој е тоа? Мароканец е оригинално, меѓутоа е Исмаил. Исмаил, да. Што е тој и зошто доаѓа? Он е мастер коуч на Техноджим. Так, да, знам дека имаше некоја конекција со Техноджим. Кога го започнавме делот на обуки, уште не беше ни почнат отворен центарот, Skill Athletics, кој го води Столе моментално, е иновација на Техноджим, значи групна активност на Техноджим. Он беше сертифициран тренер кој даде обука за одржување на Skill Athletics часови. Тој Исмаил. Така. Окей. Сега во делот на обуки собственикот не штеди, сака да инвестира, се пронајде обуки на персонал. Да, така. Се пронајдовме дека Исмаил е покрај Skill Athleticsот може да помогне и во други работи. Околу палестра и направивме прошлата година 3 до 4 квалитетни посети. Он доаѓа на 3-4 дена, разменуваме искуства, кај мене е вака и он е менаџер, исто има 1 или 2 фитнес центри, мислам дека беа Лугано и Милано.
Како и да. Он си Да, ги и води. разменуваме искуства, многу е поразлично таму од тука. Некои работи кај нас не проаѓаат, некои проаѓаат. Така да Значи, он кога Тоа е доаѓа цел тука, на неговата повеќе е поста. така некоја размена информации, Так. нешто обука, да си се одржува некој професионален однос со он е баш представник на Техноджим. Он е мастер тренер на Техноджим. Обуките на машините на тренер. Техноджим. Така. Така. Обуки за самите машини. Така. Што тоа подразбира? Не само за како да ја вежбаш, туку за како се одржува, како што Не, во делот на одржување не, во делот на одржување си е како се вика Техноджим МК. Меѓутоа во делот на како можеш да ја користиш, како правилно се користи, правилна Значи, изведба. обука за како личните тренери да се Така. постават кога би тренирале Така. некој на таа справа, Така. да ги знаат. Океј, Да, океј. Океј. Добро. Супер. Пред да преминеме на наредното, као затварање на палестра приказната, ја од пред некој време почнав да идам врв. Значи, респект, браво, терајте, многу ми се свиѓа. Ке има. Да, тоа сакав да кажам. Кажи. Низ целава оваа приказна, Добро. ти си во фитнес центри и во спа центри. Дали размислуваш некојаш чисто онака како информација за колку многу атлети, спортисти и луѓе ти си индиректно заслужен што имаат каде да си го одржуваат и тренингот и здравието. Ти поминуваат ли некојаш такви... Ако те прашам сега, ја знаеш ли бројката? Колку илјади луѓе поминале низ твои, намерно ќе кажам, теретани? Да. Збори за професионален спорт или општо спортот? Општо. Професионално, ја ги знам на прсти се броиме, ама масовноста, од еве зашто сам ти кажам. Јас сум 30 години во спорт. Добро. И еве, после толку многу години, прв пат оваа година да имам прилика да разговарам со луѓе што се одговорни за нешто, кој што ти кажав и на почеток, за нешто за што не ми ни паднало на крај на памет дека некој треба да седне и да менаџира 1.000.000 евра инвестиција за да постои теретана, за да може За да ја имаш услови да мојот вежбаш. 3 пати неделно текчето да си го направам и после ја да идам да се пукам у гради колку јака 400 сум истрчал. И се еден куп такви професионални атлети постојат, што немало да бидат тоа, да не постоеле фитнес центри. И прашањето ми е, размислуваш ли на тоа? Дека 20 години не е малку, не знам колку фитнес центри ги набројавме, ти влага, дали го, како сега, comprehend, дали како го конципираш тоа, дека ти си одговорен за илјадници луѓе, што тренирале благодарение на тебе. Па, кога ќе го вратам филмот, има луѓе кои тренирале, па со тек на време се откажале од тоа, тоест годинките не им дозволуваат веќе. Добро. Например, кога ќе ме прашаш за Александар Палас од пред толку време, уште е он спортски активен, ама мене ќе ме асоцира на Перо Камиказа. Пример, Перо Камиказа немаш поима Кој колку беше бил тој? активен. Перо Камиказа, дел од некој си- меморија. Аха, Басистот, мора Добро, да знаеш Перо, Перо е добро. легенда. Значи ја му бев прв терапевт и тренер. Како да кажам тренер, во тоа време немаше персонални тренери. Ти кажав, само Мирко беше за он, беше физички активен, многу активен. И секоја среда у 5 сат Перо беше кај Герман на масажа, пример. И сега Перо со тек на време нормално, ја сега Перо да го викам у палестра нема, а и он мислам дека и остана у Палас, пошто си е онака врзан према. Само ти кажам кога ќе размислам или на улица кога ќе сретнам луѓе кои можеби останале по други центри, да, стварно се многу. Многу. дали останале, дали се префрлиле Не ми е, види, не гледам ништо како Поентата е конкуренција, јас што- би сагал сите Да, центри не е да се конкуренција тоа. Не, во. Ти работиш, ти менаџираш, ти помагаш да се осниваат центри и низ тие центри поминале
илјадници луѓе и 99% од нив на крај памет не име да им текне дека бе да не беше Герман, ова може ја немаше да имам кај да тренирам. Чисто сакам така еден респект да ти дам за твоево животно Фала ти дело ми, што е значи, текна фала. пола, ќе следат уште многу убави работи. Ама да речеме дека со тој сегмент на подкастов да го затвориме, правејќи малце ресерч за тебе, видов и некои други активности сега. Од една страна и вон ова до сега што го зборевме, ама се уште нормално поврзано со спорт, Така. со фитнес, со сепак тебе тоа ти е животот. Кажи ми за ФУСМ, што е и која е твојата улога таму? ФУСМ е Федерација на училиштен спорт. Тоа се Македонија? на Македонија, тоа се основни и средни школи, тоа е спортските клубови во самите училишта, со професорите по физичко. Со професорите по физичко. Они си имаат, знаеш како функционира тоа, секој професор мора да си има одредена екипа во одреден спорт, дали кошарка, дали ракомет, дали дури И во си спремаат дечиња за Така се општински, спремаат за градски, дечиња, за државни. локални, општински, регионални и државни Од кога првенства. си ти у ова? Па во ова сум Училиште. како хоби некои си 7-8 години минимум. Чекај само, што значи дека како хоби? Која Па види, тоа не позиција е имаш работно таму? место. Претходно сум бил повеќе помагав од како почна овие социјални мрежи, Инстаграм и Фејсбуци, Добро. повеќе почнав да им помагам баш во тој дел, во маркетинг. Затоа што Да промовираш. сакав да научат, да научи јавноста која е таа федерација, затоа што е многу активна. Пример, во таа федерација спортуваат околу 60.000 деца. Да. Што е најмногу. Таа е Нема друга федерација што има толку. Таа е најмасовна федерација. Тоа се значи деца од основно и средно. Така. Чекај, извини, и имаш конкретна позиција таму официјална или не? Претходно само сум помагал, сум работел на проекти со фудбалска федерација, со повеќе на Добра. проекти на надвор. Сега се јави да многу станавме активни во делот на меѓународниот спорт. Значи, како што ти кажав и претходно, освојувачите на првите места во одредени спортови, постои ИСФ, тоа е европска и како беа, европска и светска. Значи има и Значи, европски, школски така, и светски. Так. И секоја година некои од земите си добиваат можност да организира светско првенство во кошарка, светско во ракомет, европско во повеќе спортови, еве на пример сега ќе се организира 11 февруар почнува во Турција, во Ерзурум, скијачки центар скроз горе од Турција најголем, зимска олимпијада. Ние ќе бидеме За школски, да, за нордиско и алпско скијање со по 2 ученика ние ќе бидеме присутни. Средношколски? Средношколски. Леле, за деца до 18 години. За деца до 18 години. Јас сум генерален од сега пред некое време генерален секретар за меѓународен спорт. Така, значи ти си во федерацијава генерален секретар. Сакам во меѓународниот спорт да се. Имав план да влезам и во локалниот, меѓутоа некако повеќе ме влече и во локалниот има многу оператива и многу работа. Ова е малце, знаеш, по работа на мејл. Да не мора секој дневно. Не дека периодно се ангажираш. Има патувања, делот од одморите си го користам за патувања за федерација. Например, летоска бевме во Дувил, во Нормандија, во Франција на светско првенство исто со наши ученици. Настапуваа во пинг-понг, во одбојка, во 3-на-3 баскет и тоа одбојка бич волеј, женска екипа од Струмица однес. И најинтересното е што сега добивме организација на Европско првенство U18 за машки и девојки во кошарка тука во Скопје. Ќе се организира сега во јуни, да. И тоа е нешто што ми е сега предизвик. Пак средношколски. Средношколски, U18. Јако. Да. Едно друго исто што ми искочи е Europe House Скопје. Пред да почнеме ми спомна на кратко, сега ќе ми навлезеш повеќе. Објасни ми што било тоа
И многу ми се свиѓа темата што сте имале. Тоа било како форум, панел за дискусија. Панел, да, за дискусија околу црниот пазар во фитнесот. Една Објасни ми. така една Објасни многу што е болна тоа. точка со која сите, како да ти кажам, и клубови, и центри, и сите куборат имаат многу големи проблеми. А тоа е што, знаеш како тоа, ние немаме стандард да постигнеме толкава цена, меѓутоа збориме за персоналните тренинзи. Така. Црниот бизнис е персоналните тренинзи, затоа што се наплаќаат чланарини, се наплаќа све, меѓутоа персоналните тренинзи се зимат на рака. Така. Тоа ако ќе размислиш е црн бизнис. Меѓутоа јас не ги набедувам тренерите и затоа што не се они криви, затоа што ако тоа иде преку систем за наплата, фискализација или било што, компанијата, тоест јас како палестра у моментов, ако за тоа издадам фискална сметка, 18% уште одма идат аут. Да. Јас од тоа треба да му дадам процент на тренерот, нормално да остане Да. процент за мене. Па и онда пријавува Така, после сега на персонален, запад тој персонален тренинг е од 50 евра 50 евра нагоре. нагоре за саат, тука се движи во зависност од квалитетот на тренерот од 10 до 15 евра. Ајде кажеме од 15 Значи, евра. грубо, ако разбирам, заради ниската цена, кога некој би сакал да се ангажира личен тренер, треба да му дае на страна чланарината Така. на тренерот 600 денари. И сега, во Македонија, заради ова што го објасни, тренеров си ги зима 600-ката и си ја става у джеб. Затоа што, Затоа што ако го не нуди го тоа е прави- многу мала цена. да, затоа што ако го направи преку, ти што викаш, систем на наплата, од 600 дали ќе му останат 300. Па ни толку И- нема да му. И панелов беше, Панелот беше за За да го- изнаоѓање на решение. Тоа беше со Европска унија. така. Изнаоѓање на решение во баш тој црн бизнис. Идејата беше да тој данок кој државата го зима за услуги за фитнес да се помогне. Значи да тој данок за персонален тренинг биде барем 5% или 0%. Меѓутоа нека иде преку систем. Да иде, Затоа што ама тоа бар е- да не Еве ти си надворешен тренер кај мене, ти викаш 600 денара, да. На каса, јас со математика сум добар, одма се тоа 480 денара. Значи 18% си ода, така? Не се 480, не знам. Колку доаѓа? Па толку бе скоро 20, од 600 одземи, значи има 60, 120, 100 денари, толку тука си негде. 500 чајде. Ајде, Не, нека се 500. 480. И јас и ти треба да делиме по пола. Јас као палестра ти останува 250. И сега јас за тие 250 да ти ги уплатам тебе на сметка. Ако кај мене не си пријавен, ќе дадам уште 10%. Да. Така. А ако сакам да те вработам како персонален тренер, треба да ти платам уште 50%. Што значи треба да ти платам 250 и 125, 375. И за мене како палестра, па јас тоа ме поише хартија фискална ќе потрошам него. Ме разбираш што е работа? Вау. Гледаш зашто ми е мерак што дојде да поразговараме. Многу наивно очигледна работа пред очи име на сите, ама нема да ти текне дека е уствари економски проблем. Економски проблем. И сега гледаш, Затоа ја не Некој ли сакам, покренал ми иницијатива? сметаше кога користеа црна индустрија. терминот звучи ти пречи. многу. Да. Па да, пречи Не се, ама терминот. не се криви тренерите. Ке Црна личи индустрија. ко да правите Што се некој дилери, криминал они? сега у... Тоа не е криминал. Јас си давам моја Звучи услуга. ко да правите криминал, а гледа уствари колку банален проблем. Значи имаш, не мора да се дифовци, имаш луѓе кои инвестирале во себе, не завршиле факултет за респект на мојот факултет све, меѓутоа има ентузијасти кои инвестирале во себе, плаќале обуки, знаат Друг тип многу на повеќе, сертификација, станале да. тренери. Знаеш се, он инвестирал во своето знаење и него тој сад он да земе 300 денари. Ништо. Мислам, А знае дека во Европа и зема тие 3. 600 што ги зимаа, ги викаат црни пари се малце. Како нешто конкретни мерки од панелов искочија или само како идеи и предлози? Па како идеи и предлози, после тоа И ми сега текна дека останува на фати вас? короната, тоа беше баш пред короната.
Кои други беа дел од дискусијава таму на панелот? Па исто делот, мислам дека беше Елена Бубало, Значи, значајни личности од фитнес. од фитнес индустрија, собственици или менаџери на клубови. Со која цел за вие после да се Не, вратите види, у нормалниот живот да и да се- идете да Види, тоа промовирате беше пред негде? Европска унија да се презентираат проблемите, што се случува, да знаат точно што се случува и зашто е тоа, зашто они го викаат као црн пазар. Да знаат што уствари се случува. И што правиме сега ние конкретно во врска со тоа? Ништо, наоѓаме Погледни на начин- другата страна? Наоѓаме начини, работиме со надворешни тренери, со како? И па еве палестра, тие дечките што се, они, са не знам дали терминот одговара, ама вршат улога и како лични тренери, затоа што ги гледам дека работат некогаш директно со луѓе. Ама тие си се вработени у палестра. Да, ама ти ќе најдеш начин да ги исплатиш на некој друг начин, мислам друг начин, за друга услуга или како фитнес инструктор или јас не можам да правам пресметки за нешто што реално Не, можам они да си го исплатам. работат за плата у Си палестра, работат за плата а и процентот тоа палестра што ги го изработат. продава како кога доаѓа клиент, освен чланарина, и ако некој каже јас сакам личен тренер, палестра само вика да, нема проблем, еве ти тренери. Така функционира денес. Така функционира. Ако јас сакам да одберам личен Сегде тренер. така. Сега негде иде тоа во процентна реализација. Пример, имаш толку клиенти си донел, толку и... А као Тоа е. плюс на платата. Па да, нема како. Меѓутоа, Палестра така функционира. А компанијата со надворешните тренери не. Надворешните тренери мојот бенефит како клуб е Промоција. не промоција, него ми носи нови клиенти. Носи, Ти да, си- членарини, да, нови носи членари. членарини. Релативно е висока цената на членарина. Да томе како персонален тренер мене ми донесе 10 клиенти, не можам ја да влезам во твојот джеп и да ти кажам ќе ми даеш волку, не. Донеси ми Јасно, 10 фреш јасно. клиенти кои би дошле само затоа што Томе Ги ги тренира. тренира. Бојром, тренирај. Фала ти Томе, Така е. ќе соработуваме, ќе Значи Меѓу- денес е така. денес е така. Меѓутоа го почнеме да Томе ми рече слушај бе, јас сакам да сум пријавен да направиме поубава соработка, нека плаќаат кај мене. Како? На Томе ќе му земам пола од тоа. Јасно. Тоа е проблемот. А иначе Ова- за тие кои се вработени како мој тренер, таму немам Тоа проблем. се е Јас друго, да, Ќе да. си најдам платформа како ќе плаќаш, они ќе зимаат одредена плата, па ајде сега да Нешто не процентче. навлажам Да, во бе, не, окей, али окей. во секој случај има многу луѓе кои ја работат, тоа е жално. И ја работат таа професија. Инвестирале во себе, во обуки, во се и замислиш што ќе биде со тој тренер кој ќе напуни 45-50 години, ден стаж нема. Он прави пари, и стварно се тие црни. Да. Он зима и троши и што се бил ти немаш Стварно, ден бе. стаж, а си работел 30 години како персонален тренер. Што не не е викам, мала нека, работа, види, одговорна нека не работа. оди тоа преку клубовите. Нека они им дозволи државата најде начин, формула во која они сами ќе си плаќаат, да ги уплаќаат тие пари, да нешто не знам Нака бе, како се Ја вика, до толку оние не сум- фирма од едно лице или за нечи. нешто такво, да. Да. Па и тоа не е Ова лошо. со панелов дискусијава се случи еднаш и толку Еднаш или и е... толку ти викам, само што се случи, Фати кој? фати Нешто короната, најава има, м, некои не сум акции, имал некои се уште кампањи на покана. ова. Не сум имал се уште покана за такво нешто. Значи се напри муаветот и толку. А верувам дека понатаму ќе искочи пак. Why not? Ај сега твоја лична спортска позадина. Сигурно не си отишел за џабе у ДИФ, нешто имаш тренирано. Па, Што е твојата спортска позадина? мојата спортска позадина ништо професионално, значи почнав како дете, уште од основно бев заљубен у кошарка. Значи кошарка играв до некој си мој 14-15 години, баш по тие надпревари. Како се играш? вика, школски. Аха, Знаеш, у тоа време имаше многу клубови, работнички МЗТ шетавме, Центар имаше еден клуб, Да. ми текнува, игравме некои Соколи. пионерски, кадетски, да, Соколи, Водњански, водњански, Феникс. така, тука ротиравме као деца, меѓутоа после тоа сватив дека идам на ДИФ и дека и
татко ми беше веќе пензиониран професор по физичка култура. Не знам, некако ми беше ја носеше деца зимувања, летувања, пливања, скијања. Ја не ми текнува лето или зимо да сум бил у Скопје, знаеш. Му го живеев животот, знаеш. Ти со него по Најчесто групите, исто, од физкултурна сала он иде, јас да ги собирам другарите, дај клjuč, жити мене, отклучи селани, тоа ме интересирало, ми било интерес. Ама и ден денес некако одржуваш форма. Значи ти си фитнес си тренираш. Така, фитнес. Значи низ годиниве, низ кариерава, ти уствари си тренираш за себе чисто. Чисто за себе. Океј. Сега. Немам ни време за поише. Да. Ми фали и тој баскет, ми текна имаше пред... Уште валја, не знам дали си го слушнал, е бизнес лига баскетот. 3 на 3. Компании кои се пријавуваат. Леле колку убаво се осеќав. Баш пред коронава имаше. У парк пош имавме поише вработени, пријавивме екипа, се од палестра не можам, да. Палестра не можам, малце сме. У парк можеш ти да Столе немаа баскет? Валентин немаа баскет? Па добра, ама кој ќе држи смена? Тоа е проблемот. Тројца ќе вработиш само за баскет лига да баш. 170 вработени бевме, пуштив еден циркуларен мейл, кој играа баскет, се пријава 25 души, у среда има такмица, идеш еден од Кујна, еден од Шанг. Јако. Не, а иначе стварно беше многу убаво. Она ти се значи, врати. ти идеше у таа бизнес лигата? Да, игравме како Парклен. И Јако. тоа ми текнува, бевме единствена екипа со женски. Едина работеше. Мешана? Да, мешано. Го мешана праша со... екипа. Вика, бе, слушај, некако ми е чудно данес. Викам, што бе, девојчиња, зашто да не? Јовме две девојчиња во екипа, многу беше јако. Така. Сега, за многу ме интересира предприемачкиот аспект. Цело време збориме за менеджмент, за ова, за оно, ама некако ти спонтано, случајно, животните околности те имаат исповодено за да си генерал менеджер, ама верувам дека ќе имаш одредени мислења на ова прашање, а тоа е, ја така сум го формулирал, перформанс во предприемаштво. Ама е во твојот случај нека биде перформанс во менеджмент. Добро. Кои вештини се, не мора сите, кои се некои вештини што луѓето треба да ги тренираат, или да вежбаат, или да работат на нив, за да бидат успешни во предприемаштво кроз менеджмент? Ти сега збориш во финансискиот аспект или пример аспект на не знам, на лидерство на екипа, на пример. Слушајќите тебе, сваќам дека и двете се важни. За што добар успех, може би не си експерт, ама ти треба знаење и ваму и таму. И са некои конкретни вештини и во градење екипа, и во лидерство, и во тренинг, и во, не знам, разбирање на бизнис. Знаеш, у кој контекст не слуша сега некој дифовец, кој што може би не ни знаел дека како животна опција, не само... Знаеш, кај нас тука има прилично ограничено сваќање за што кој ќе отиде на див. Ќе биде професор, наставник, евентуално тренер и толку. Ти некако даваш, како откриваш дека не е само тоа. Човек може да биде и многу друго. И сега може би инспирираш студент на див, така, дека може да биде и менеджер на фитнес центри. Арно, ама, на што да обрне внимание? Кои вештини мислиш дека му се потребни? И нека се и двете, и финанси, и тим, и лидерство. Види сега, на див сигурно едниот дел нема да го научат, тој не е популарниот, меѓутоа мораш да го. Јас со текот на времето да ме прашаш пред некое, пред не знам колку, јас станав Excel гуру. Значи, тоа на див не можеш да го. Не знам, правење на бизнес планови, трошковници, трошоци. Треба да знаеш колку трошиш, а колку правиш, колку ќе остане за компанијата. Тоа на див нема да го научиш. Ти кај го научиш? Искуство, значи со тек на време. Не сум го знаел, сам сум го научил. Сум помагал, сум досаѓал, сум се јавал кај луѓе што знаат.
Меѓутоа Лидерство. тој дел ти колку сакаш биди добар и лидер и не знам и експерт во тоа. Ја на пример во мојот професионален дел со кој сум почнал, тоа се тренинзи, кинезитерапија, масажи, знаеш колку ми фали. Ја немам време за тоа. Ти фали. Па ми фали. Како прво тоа од пред 15 Фали години. као ти недостига или ти Ми фали недостига да го знаење? работам. Ти недостига да го прави, да го работи. Недостига да, меѓутоа ми фали сега и знаење, затоа што тоа пред 20 години тренингот и сега е Па не си практикувал. Да, јас само можам да ги видам основите, ја можам тебе како тренер да те оценам дали правилно работиш, каков ти е пристапот. Меѓутоа да влезам во суштината на тоа што ти го работиш, ја да транспарентен сум, нема да ти кажам слушај, свеќе не знам, можеби ти мене ќе ме научиш и ќе ми кажеш во тој дел, меѓутоа има на друго место кај што јас ќе ти кажам како треба и ќе ти помогнам. Клиентела. Так. Значи обука во однос, баш така. Значи бизнис делот Како важен. во делот кој ќе дојде нов клиент да го презентираш комплетно целиот центар, како да работиш пристапот, прием на гостин, со незадоволен гостин како да се секакви има. Како да му одговориш, до каде смееш да одиш, кога треба да го бараш герман, да не ми зврцка за секоја, се решава така, да, фала, па друг пат не ме барај, реши го. Поубаво е сам да го решиш, неко во 7 го бараш герман, убаво ќе се... Тоа ти викам, лидерство, кога ќе се направиш екипата, мене знаеш кога ми е најсладка, кога ќе направам екипа и кидам на одмор и ти кажа, знам дека можам едно 2-3 сата, так телефонот да го исклучам и да... Тогаш си постигнал, тоа е врвот. Тоа е најубавото кога ќе дојдеш, кога ќе искочиш или кога ќе имаш слободно време во кое знаеш дека во палестра не си, ама има таму кој да покрие и... Блиску ли си до таму? Има ли некојаш на одмор? Иван, што ти го спомнав и овие 2-3 плюс, Дени, Ники, Столе, работиме на тоа, малце една година за такво нешто, ама направивте година, така точно помина. Точно една година. Сега беше скоро слават. Да, дури ми се свига што и во екипата се појавија неколку поединци, ај сега да не именуваме, што стварно сериозно ја сватија работата. Се што поминавме во оваа година, се што е сугерирано и супер. Би било. Меѓутоа не ни сакам да брзаме, тоест да стигнеме на тоа прескокнувајќи скали. Да. Браво. Друго што ми текна, што сум се запишал, за тоа што си долго време и си познати ти се и времињата и кој што ти спомнав и ја пред 20 години кога немало кај да тренираш. Дали можеш да ми направиш некоја споредба од бизнис клима аспект? Добро. Че си отварал и си менаџирал центри пред 20 години и денес, каква некоја разлика постои во околината, во условите економски, општествени, популаризација, порано имало толку интерес, сега има повеќе интерес. Која е некоја така очигледна разлика што ти одскокнува од денес и пред 20 години? Од аспект на клима за креирање фитнес центри. Многу сме далеку, мислам, постигнати. Понапред. Да. Значи, тоа време што... Како држава, како општество, како економија... Како економија... Не знам, во тој дел, меѓутоа, многу луѓе инвестираат и инвестираат со право. Затоа што, како да ти кажам, кругот на луѓе кои користат фитнес услуги, е многу поголем од што бил пред 20 години. Па тоа и мене тоа ме наведе. Ти пред 20 години си имал 1000 луѓе заинтересирани, денес може има 10.000 луѓе. Многу сме, види, за разлика од, јас би кажал, една Бугарија е доста пред нас, ама секогаш била, секогаш тоа кај нив е на ниво, меѓутоа со другиве држави сме, како да употребам, пата. У кој аспект? У квалитетот на услугата? Па дури не Балкан, ја на светско ниво би ти кажал. И во стручноста.
Не би одел надвор од Балкан, искрено не познам. Мислам, не познам, не Јас сум бил пратам. у странство, сум влагал у Сега, фитнес центри Америки, Германија и шведски. Бар впечатокот што го добивам, немам на што да посочам да кажам ова може да е подобро. Сваќаш, може ја до толку се разбирам и толку знам, ама немам порано каде и да сум влегол. Чучањ рек. Ќе видам, види ја се шипкава, леле, види го реков, види го штрафов, види ја бојата, види го тегот, ќе се фатиш 2 десетки, еднава не тежи. Те разбирам. Кога и да влезам, каде и да влезам цел живот, и не само фитнес центри, и стази за тренинзи, и базени, и било кој спортски објект во мојата спортска кариера, секогаш имало точно што да посочим, да кажаме, ова може боље. И сега сум бил и низ странства, и затоа сум толку фасциниран од палестра, е што кога влагам таму, стварно не ти правам лице, не знам, За тоа си во право, да. не знам Да. на што да ти кажам, еве и стварно искрено ти, кој ќе има ќе ти кажам. Герман абе, шо е со реков, види ми ниша штрафот, сваќаш? Нема кај да се свртам. На тоа ниво, за тоа ти кажам, на ниво на квалитет, да. Ама Преска рече некои ствари, кога го збореше Исмаил, Добро. кога разменувате идеи, викаш, некои ствари поминуваат таму, кај нас што не поминуваат и обратно. Секи ти кажам. Дај ми пример. Отварањето, Ете, што е пример, разликата со отварањето странство? на палестра. Веќе беше, не го фатив баш у фаза во која сакав да го фатам. Не, наведни си се, само повлече. Да. Не го фатив во фаза во која што да беше порано, можеби ќе изгледаш и уште поразлично. Меѓутоа, добар процент сме. Кога влегов, например, тоа не намерно, Техноджим, тоест италијаните го направиле, ако ти текнува делот за скил, што е, Добра. понатаму имаш уште еден ходник, во кој имаш уште 2 простории, во кои по 40 квадрати просторија за персонален тренинг. Кај што е сега тепихчето? Да. И можеш да замислиш тој лев дел, кај што е сега pure strength и како се вика, и тревата, и... Тачно. Да биде затворен во простории и да сега палестра е само овој дел што го гледаш право. Така била било, замисла? да, и доаѓам, да, и веќе направено, мислам направено, стаено, гипс картон и викам, дај да го видам проект, гледам, што е ова? Па ова е за персон, викам, луѓе, не поминува ова. Баш овие персонални. Мислиш. Не поминува, како како е... као од италијанско искуство, Да, као... тоа во Италија поминува, кај нас не поминува. И го седнав со му објаснив на собственикот. Баш е овие персонални тренинзи. Како јас таа соба утре он ќе ми рече, чекај, јас сум ја направил, продади ја, како да ја продам? Зашто да земам уште и за просторијата? И ми вика, па што е твој предлог? Викам, руши. Како руши? Руши, викам. Сме дале пари за скил атлетикс, окей, оваа просторија ќе оставиме. Таму ќе се држи скил атлетикс, купини се 4 скил мила, 4 рола. Да. Значи тоа се пари. Тука веќе нема што да менуваме, тоа мора да се држи кај до Исмаил и ќе правиме. Овие две руши, викам. Па колку беше една недела мајсторите таму муавет не ми прави. Значи, Дека веќе кренато. па Томе, знаеш што е кај нас фитнес центар или фитнес, тоа е дискотека. Кога ќе влезеш супермаркет, знаеш, сакаш се да видиш. Да. Ја дури у Синерџи кога беше, им викам, абе, оставите го спинингот, имаме 11 спинери. Абе, бутнија таа сала, купи уште машини. Сакаш кога ќе влезеш, тоа бараат луѓе. Некои таму идат да бидат видени. Порано беше многу... сега има многу вежбачи. Порано беа вежбачи, некои 30%, 70% беа шетачи. Че он оди таму со томе да си направи муаве денес да го праша како е. Попуснам да идеме на кафе, Бе, пиво, такви малски теретанчиња. Апо било. и у Палас така било. Кооперација. Знаеш какви имавме луѓе? И на пример имаше на 4-5 телевизора сегде далинска да ги остававме. Пошто доаѓа и посериозни луѓе, политичари, останавме да може да За нив да си Да, и на пример имаше клиенти ќе дојде пешкирчето мало пред него пресата на кабел, ќе си пушти канал 5 вести,
2 буткања, ќе го остави по кај си братче, гледа пола, сега ти иде друго. Не знам, лат работи. Еве за па 45 минути си оди. И тоа така е секој втор ден, трет. И доаѓа после одредено време и ми вика, бе, Герман, 4 месеци доаѓам на тренинг. Резултат, ништо. Викам, слушај, сакаш да те снимам, викам, што правиш ти ова? Ти тука доаѓаш да дружиш, не да вежбаш. Така имаше многу. Сега има вежбачи. Има Ако си многу приметил вежбачи. и затоа... Не го среќа што си го срушил мене, тој ми е најомилен дел. Мислам Тој дека лево, абе, кај тревата. Ја и скилот би го срушил, ама Леле. ајде, времето ќе каже. И убаво е што терасава што направивме, малце касневме, ама и терасата ќе биде убава приказна сега на пролет. Оу, да. Сега баш Пошто на не знам, скопска зима. држава нема фитнес со тераса. Ама ќе стаите нешто надвор? Па да се извадивме подвежбува? ние, Столе направи 2-3 часа надвор. Која имаше како настан. Така. Поседи не можеш нон-стоп да остиш надвор да стои нешто. Види, може да оставиш ракови, може да оставиш некои А тежини. временски услови Сега, ќе покриеш. ќе покриеш Некои нешто, тенти, ќе нешто. правиш, ќе видиме. Например, Бугарија, ја Значи ќе вадите надвор справички Да, нешто да би- се... би извадил. Јако ќе биде тоа. би извадил. Некоја тркачките стази. Ние извадивме, меѓутоа се погоди некој период додека правевме све фати август, она најтоплото. И сега машина која е поскапа и на која има дисплеј не би ја вадел таму. Сега ракови, тежини, такви ствари, кетелбели би извадил воедно. Да, тоа може. Чисто за на отворено. Некоја клупа. Тепихче лесно. уште едно за санката Или да се евентуално- бутка нешто. И најинтересно што сакам и у фитнес, знаеш, што од фитнес или од тренинг си приметил ли некој да искочи нерасположен? Има ли такво нешто? Тоа е убавината, бе. Сега за луѓето кои го прават, уште има такви што ја не стај в телевизии, значи нема телевизија да гледаш Аха. уво. Меѓутоа уште има такви кои одат, ама ќе си прават муаве. Си имаме сега сите телевизорчиња тука За да пред бидат нас. срекни, да, ако примети ставивме фудбалче, тейбл Како фудбал. не, да. Сега ни е план, баш со фитки да разговараме, надвор ќе ставиме и пинг-понг маса. Сакав и у сала да ставам, ама мислам дека тумач ќе биде пинг-понг малце, Може ќе лета тие топчиња, топчињата ако летаат. али на пролет ставаме надвор и пинг-понг маса. Да, може Дури малце да проект ние да зебам, направиме- на сред чучен. Моја љубов да направиме и 3-3 баскет игралиште. Ау! Горе, руфтоп, да. Чекам Јако. проект за тоа, ако го одобри собственикот, тоа ќе биде добро. Уф, После тоа на ќе биде платформа јако. што ја гледаш надвор кај што се вежба, нели Да, има цвеки. продужува, Тоа да. ако го отвориме, тука има простор за 3-3 баскет. Браво. Тоа би Да. била убава приказка. Баш ми влагаш у последната тема за планови за еднината. Кои се, еве сега наброја неколку, Да. ама може би нешто покрупно постои и на глобално ниво, сепак си у тие кругови, кои се некои настани, случувања, идеи, општо во фитнес индустријата, во која насока оди во наредните 5-10 години. Од аспект на фитнес центри, тип на тренинзи, тип на теретани, справи, знаеш, дај ми некоја како ќе изгледа иднината за 5-10 години. Види, за жал и јас кога почнав да вежбам тие мали клубчиња, underground, секогаш се тие за оние, како да кажам, билдер типови многу поубави. Билдер во палестра нема ни да се осеќа пријатно, он си сака слобода, да фрла тегови, да ме разбира. Меѓутоа тие мали клубчиња за жал они мора да заработуваат и да короната ги уништи. Значи што верува они не може да прават големи средства и не може да и гледам дека се повеќе индустријава веќе искача од подруми, од ако приметува се отвараат еве на Партизанска се отвори еден клуб Саш да кажеш, одат се кон центри, кон поголемо, поголемо, кон стакло, кон да е поглед, атрактивно кон за значи да, више тоа. широка популација на луѓе. И гледам дека се менува концептот и гледам дека луѓето веќе си бараат услови. Порано вика, не ми треба, бенч клупа има и тука. Ќе си ги измијам рацете ако е рѓава. Да. Сега не е така. Сега луѓето сакаат малце услови. Овие младиве генерации се малце по, не знам како да го
употребам зборот малце по меки, си сакаат услови, си сакаат, знаеш, ние сме тренирале дај шта даш. Врне се, лизга, Па имат избор, бе. тартанот на градски бил, не знам, сега тија ти текнува како. Знам. Што е бил? Нема. Тој си има рок. Јас завршив со кариера и дојдоа на местија нов. И секаме сега дојде. Сакам да ти кажам дека новите генерации се на почеток кога уште пред да треба да се обезбедат тие услови, ние у Синерџи сме ги обезбедувале, дури сме правили и екстра трошоци и грешки и се. Кај порано сме иделе на тренинг да ти даде некој пешкир за туширање, да се тушира. Ама па знаеш колку помага, бе? Знаеш колку простор ми штедиш у ранец? Значи, добиваш такво пешкир деталче. мал за тренинг, мерак. кој тебе ќе ти помогне, ќе ми ги заштити машините. Како не? И имаш да, знаеш што гениално. Колку кошта. Колку мене тоа ме кошта. Во тие екселите, знаеш, и други ќе речат, знаеш, не е така. За да обезбедиш секој услов, значи секој тоа стискање на шампон, пуштање на вода или се што таму користиш. Леле, стварно е. Се е тоа пута 2 од дома, затоа што дома не правиш вака на пантенот. Него внимаш, а тука стискаш колку дали паѓа, дали ова. Водата неа пукаш па да идеш да се бричиш. И треба да го помножиш по 1000 луѓе или колку. Се е пута 2. Тоа пута 2, ова ама пута 1000 луѓе. Сето тоа у Екселот влага, таму стигнуваат сметки кои треба да ги ставиш внатре. Дај некој да друг софтвер. Да ти кажам ситуација исто. Тоа што ти викав за условите. Знаеш, додека не научиме онаа култура, Синерџи баш ми текнува, собствениците беа со странци со баш убаво искуство на посетувале центри со и почнуваме све, не штедеа во интериерот, не штедеа во ништо. И викам сега доаѓаме во дел на оператива на баш тој дел пешкири, клучеви. Така. И викам дај да ставиме некој дигитални. Не, тоа ќе биде, вика, пошто таму имаше 300 шкафчиња, скапа ќе си ставиме клучеви. Добро, на тоа не штедиме, на друго. Да, не знам што. И правиме пешкири и вика доаѓа газдарицата, имаше и газдарица, пар беа машиш. И направила еден многу убав формар кој ќе влезеш во Синерџи од лева страна за пешкири, огромен. Викам зашто е овој? Тука вика ќе ги ролаат пешкирите персонали, кој ќе влагаат, вика, секој ќе се зима колку сака. Викам, како ќе се зима колку сака? Одма за предпостава. И викам, а кај ќе ги враќаат? Па вика ќе ставиме корпи у гардеробите и ќе се ги фрла. Викам, ама не, тоа сакам така да бе. А ти како мислиш? Викам така, кога ќе дојдеш на пулт, на рецепција, убаво девојче ќе ти каже здраво, Томе, како си? Убаво да си поминеш на тренинг, на смеана, повели голем пешкир, мал пешкир и клуч, искористи ги да ми ги вратиш. Не, на запад. Викам, тоа е твоја одлука. Поминува еден месец, правам попис на пешкири, ми тегнуваше јуни или јули, ми се јавува другарка од Охрид, ми вика, леле, Герман, каква реклама си направил, викам, што е работа? Сел Охрид е у Синерџи пешкири, вика. Оф, леле. Леле, со таа што култура си сега, види. Полека, веќе луѓето се свесни, тоа веќе тоа не е луксуз во фитнес центар да го. Тогаш беше вау, знаеш. Тогаш бил само Палас, во Палас се плаќало, но се оденаш Синерџи, достапна цена, голем центар, добиваш и да, знаеш. Што можам а веќе сега тоа го имаш сегде и веќе на тој не му значи. Јене клиент им викам, абе ако ти се свија пешкирот, кажи ми ќе си го отпишам. Еве ти го пран чисто, не мораш да го не бе, ти викам, не ми врши така работа. Исто. Па треба да го мислам да го носам. За ключевите ми вика нема да ги даваме клучеви. Што ќе преме? Ќе стојат на шкафчиња, вика, и кога ќе дојде клиентот, на кое шкафче вика нема клуч, значи е заклучено, а другите ти два клучеви. Ти два клучеви. Јас у Office Plus секој вторден бев да правам привезоци за овакво и клучар, значи секој вторден. Не дека ти ги краде, нема зашто ти ги заборава. Заборава се. Или ја мал ми е шкаф, отпрљаја ми се кондурите во еден шкаф, ова во трет, торбицата во четврт, 3 клуча, заклучил, дошол, немам, дај ми втор, дневно 30 клуча од 120 ти ги нема. Некој намерно, некој ненамерно.
Тогаш мораше да биде се под контрола, сега се враќа. Не знаеш колку ми е мерак што така некои тривиални информации ми ги откриваш. За жал Многу важни во моја детали. струка за жал малце се мислам досадни. Интересни се, ама тоа не е тоа што сум го учел, ама ти кажам, искуството ете ти искуството те што ти истерало, те истренирало за да дојде до палестра. така. Тоа е тоа. И чекај, зашто па да, Што? да заокружиме дека почнавме на каде е правецот, Така? на фитнес индустријата. Како ти личи иднината за Македонија збориме сега? Каков поглед имаш општ, не мора многу конкретен, за фитнес индустрија, народ расположен за вежбање или не? Кој е твојот поглед кон иднината? Оптимистички, песимистички? Како мислиш дека ќе се движиме? Оптимистички во секој случај. Знаеш што ме радува? Што гледам дека луѓето веќе порано за нас, знаеш, то било пресудно локација. Јас кога го добив проектот Палестра, прво нешто што малце ме Дека уау, трговски? чекај, јас кога сум бил дете, трговски до негде, ама јас кога сум бил дете, кога ќе ми рече некој до саем, па тоа било, чекај бе, саем далеко е, замисли ти секој ден да идеш до саем, Скопски саем, не знам во кој дел од градот си, ама За повеќето луѓе не било блиску саем. Некако викам, чекај, луѓе треба да плаќаат, да ова е сега. Плаќа. Искапа е цената и сега, меѓутоа имаш услови во кои имаш бесплатен паркинг, имаш топла врска, утре врне, вее ти од тренинг не искачаш надвор, со лифт се качуваш до горе. Да. Стварно имаш услови, меѓутоа сепак треба да палиш кола, ама гледаш дека луѓе палат кола. Искрено, и сега. знаеш дека и ја прв пат кога разбрав Палестра, кој ќе иде сега до Иске? Ама. Ја од Лисиче доаѓам, едно 10 минути ми зима. Ама сите други ствари што ги наброја, таа комоција ми прави да добре да што. Тука 10, кој е друго? Другото е 5, ова е 10 што има врска. Ама и мене тоа ми текна прв пат кога слушнав, сега фитнес у трговски некако не ми идеше. Еки ти кажам една тајна, Ама знаеш колку ми е интересно, па кога ќе завршам дека одма тука ми е што и да ми треба? Да си докупам нешто за дома, веќе сум излезен. Па, А што те прекинав извини? Собственикот е веќе задоволен, така да он вика, ако ова вака продолжи, ние правиме, продолжуваме дале и разбираш, уште ќе се инвестира, не Палестра, на друго место. Ланец. Па, може би, не знам, ме чепна еднаш ми направи онака, знаеш, Значи како повеќе пак под брендот под Палестра. брендот на Палестра, Ама вика, нови доколку локации. ова што го направиме кој што треба, јас сум спремен да направиме и уште еден, што значи А па гледаш убаво ми одговори, иднината има потенцијал. сигурно ќе има Можни се и локации. и наши конкуренти, луѓе кои ќе сакат и они да се инвестираат. Ако гледаш дека полето на види пред Држи го, ово е квалитети, не можеш кај. неполни кога бев, па у време на Синерџи 2014. Како репер ја земавме тош Бугарија, Софија. Бев неколку дена во Извидница, за Пулс си слушнал у Бугарија. Што беше тоа? Пулс е ланец исто на фитнес не, центри. не. Најпознат во Софија има само 4. Ама кога ти зборам за Пулс, Пулс ти е Рамстор у центар, знаеш онаа зграда на 2 спрата? Ето кафе Пулс. Рамстор во центар. Целото. Целото. Уј. Дебе. И одам таму со колешка која работеше селс и маркетинг во Синерџи. Одиме у Извидница, да видиме што се деша. И влагаме работен ден, вторник, среда. Ти кажам нешто 5, 6, 7 илјади квадрати, огромно. Менаџерна смена има таму. Таму нема менаџер. Менаџер прва и менаџер втора. Повелете за што сте, викам, ние сме од фирма, викам, од Скопје,
ни треба, се ти гледаш да земеш што повеќе информации, ни треба понуда да го разгледаме центарот, викам меѓутоа фирма ќе биде година дена тука, ќе бидеме 12 вработени, ми треба и корпоративно, викам, за еден месец се селиме у Софија. Им преш фора да видиш како работат. Доаѓа хостеса, која се разбира од фитнес, не онаа хостеса да те однесе на... Ни прави тура низ целиот комплекс. На како се вика, на спрат имаше по 80 траки. У стакло овака гледаат на... Тоа е на обиколница на Софија, значи надвор. Знаеш колку далеко, тоа ми беше идејата. У 2014 они палеа коли, внатре не знаеш колку луѓе имаше, вторник или среда, работен ден у 2 сата. Да искочиш на обиколница. Внатре, таебо тренинзи, вакви тренинзи, маршал арс, солени бањи, сауни, вака, влагам, викам што е ова? Ocean View една како канцелариички, вика ова се канцелариите на персоналните тренинзи. Си одиш, си читаш CV. Тренер за тоа, скоцкани направен. Си одбереш. Се качувам горе, пилатес час, 30 девојки вежбаат, руфтоп. Кај нас у тоа време 30 души од цело Скопје не вежбаат, сите овака. Вака! И тој посем завршува и седнувам у една ваква канцеларија, со тој видовте, вика, ви се свига и да ни даде, ама не провали, после 15-20 минути не провали, дека се... Викам, добра, и кажи ми, викам, колку активни членови имаш? 4000. Вау. Месечно. Да. 4000 активни членови имаш у тој момент. Не знам кој месец беше. Во моментов, тогаш мислам дека беше 2014 само тој пул. Сега имат уште 3 таквици. Мислам дека и ние ќе идеме у танас. Затоа што утре тој инвеститор... Знаеш што ми текна? Нешто на тема спа, саунче, нешто Добро. такви ствари, ќе се имаат планови палестра? Во палестра? Па, може би ако би земале уште еден дел од спратот, меѓутоа не знам. Знаеш, економскиот дел си го гледам. Многу ми фали. Мене спа ми е многу јака страна. Направивме грешка што може би требаше да ставиме по една сауна само гардеробите. Чисто како Само сауна, не центар, да. да. Да, не, остај цел те спа. Не, ми треба, мислам дека покрај популаризирањето и се поголемиот број луѓе на сериозни вежбачи, Добро. и се повеќе се информираме за трендовите низ светот и колку е добро те за хипертрофија, те за рекавери, те за здравје, те за ово, за оно, комбинација, знаеш, на топло-ладно. И многу ми фали негде, а не онака дома да импровизирам, сауна, ладна када. Да. Сауна, ама ладна. Криотерапија, јасно. Не джакузи, не да се лигавиме, не купачи, не. Што и да е, буре едно ладно, ама... Сум го правил тоа, ај немаме време да збориме за тоа. Да, не можам... Работев со фудбалски екипи, најдобро рекавери е ладна, Бар ја го замислувам во склоп на high-end фитнес центар, такво нешто. Не ми треба цел спа, од перформанс, физички аспект, ми треба сауна со ладно, и затоа те прашав да не случајно и такви некои идеи ти се вратат. Па ми се вртеа уште на почетокот, меѓутоа ти кажав со гардеробиве, гледаш веќе и в гардеробите почнаа да се мали. Така да уште сега, уште сега размислуваме нешто во таа многу јако ќе биде, ако биде. Али ќе видиме. Ќе мора да се бара екстра дел. Јасно. Ќе мора да се бара екстра дел. А надвор? Нешто према. Не може. Ко ние финските што се, знаеш, има надвор како едни дрвенки и одма тука една дрвенка. Знам, ама треба да знам, ама зоната на овакво треба да ти е блиско. Како? По бањарка ќе претрчаш на стикнеш. Не. Јасно е, тоа би било убава приказка. Па затоа ти си тука да ги склопиш деталите, а ја да си евентуално нешто од просторот позади гардеробите, да, ја го имав тоа како идеја, ама нема простор. Нас ни треба и простор и за гардеробите, значи уште капацитет, и ни треба, види, таа сауна. Таа сауна ние сигурно нема екстра да наплаќаме или нешто. Ни треба сауна со капацитет 2-3. Да, бе, да, едно буре кое... Да. Тоа не е некоја инвестиција.
Знам, поише логистика, поише инфраструктура, И сваќам. луѓе ќе го користат. Сега Ко? трошокот ќе видиме. Само картичка да ќе оди тоа малце повисоко. Знаеш, јас имаш? сега го гледам тој дел. Па нормално е. Ама Знаеш- некој мора, знаеш за тоа си колку тука. струја е? Знаеш ли што значи? Да. Палестра работи 15 сата, 16. Секој ден. Знаеш ли што значи тие две печки да работат, таму нема исклучување, тоа го пушташ у 6 сабајле, у 5:30 фуче. и работи до 10. Тие две печки, знаеш ли кога трошок се? Фуче, ништо, удри у Екселот, удри у Ке Екселот, колку треба плюс на членарина. Не ме Така. се зема, ја некои така и... Не, убаво е како услов е тоа. Може некад ќе го размислуваме. ќе биде достапно. Може ќе има смисла некад финансиски. Има смисла и баш така условите би биле многу подобри да го имаш тоа. Достапно. Што имаш нешто порака до млади, до стари, до луѓе, до инвеститори? Па ништо во Оптимист делов си, кој да, секогаш сум оптимист. Тоа е што го спомнав еднаш во текот на моето искуство што ми кажува да ништо што правиш во животот не е за џабе. Колку и да мислиш дека е за џабе, кога тогаш ќе сватиш дека си го правел имало причина, до младите да не скокаат скали. Зашто ќе се клизнеш кога тогаш ќе се симнеш многу подале. Аха, да не прават шорткатс. Помини си го Шорткат прогрес. секогаш ќе во некои професии можеш, во некои не можеш, но кога тогаш ќе клизнеш, да не се срамат да признаат за нешто што не го знаат. Ништо не е страшно ако не си слушнал, не знаеш или да прашаш пак. Не знам. Што е страшно? И за крај кажи ми дали е Герман надимак или Герман е име на мојот татко и ми е надимак уште од професорот по физичко, уште од основно беа колеги. Герман и ми остана Герман. Епа Герман, уште еднаш фала ти најмногу. Фала ти и чест тебе ми на беше покана. И ќе Ми се беше гледаме драго, у па Палестра. би дошол и друг пат. Обавезно. Фала и поздрав. Поздрав.